Добре дојдовте во Процес. Состојбите во македонското здравство се тема на денешната емисија Процес. Добре дојде уште веднаш за Ангелко Андоновски, лекар, кој што е на крајна специјализација по педиатрија и маркетинг директор на една веледрогерија. Како вовед во разговорот, предлагам прво да прогледнеме што сними камерата на Нова, а не може да го видиме по телевизиите, бидејќи не е на агендата на актуелниот министар за здравство. Ете, тоа беше Заводот за рехабилитација во Козле, кој што не е реновиран со години, а само минатата година низ него поминале над 10.000 пациенти. Каква е состојбата во другите болници? Сликата која што често ја гледаме се руинирани болнички соби, лебарки, распаднати тоалети. Прво ќе ви се заблагодарам за поканата и учеството во вашата емисија. Секако, она што ја прифатив и поканата да ви бидам гостин е она што го спомнавте на самиот старт, дека секако ова не е у агендата на министерот да се прикажуваат вакви случувања во здравството кои што сигурно не му се на негово позитива, туку напротив, тоа е тотална деградација на она што се вика здравство, тотална дискрепанца во врска со работењето на тие професионалци кои што за жал се таму и работат во тие услови. Секако дека притисокот е голем, па поради таа причина и за пациентите. Да, поради таа причина не станува збор, ниту сакаат да излезат и да го кажат своето мислење, бидејќи се потокава пресија и притисок. Сведоци сме што се случува во државата и како оваа власт го прави сето тоа и ги прави сите тие притисоци и на нас како професионалци и на луѓето кои што работат како тим таму во тие установи и на пациентите секако кои што се последни корисници. Ќе дојдеме и до тоа, сакам за малку околу делот за Вака. Еве, вие сте на специјализација во педиатрија, познато е дека таа детската клиника, благодарение на донации,
стана тоа можам што да е. кажам дека нели нормално и тимот кој функционира таму и тие донациите кои што се дадени, да кажеме, од страна на луѓето, таа клиника профункционира. Знаеме, имавте и прошли пат една емисија во која што беа двајца професионалци кои што буквално сакаа да ги искажат нели состојбите. Клиниката е реновирана тотално, клиниката е функционална и работи со полна пареа. Да, со огромен притисок, бидејќи сите случаи се процесуираат кон таа клиника и работи, но донациите се основат од кое што таа клиника се направи да функционира онака прекрасно. Како да кажам, што е поентата на целово случување? Значи, до сега ги видовме случувањата, вие прикажавте еден прилог каде што се гледа буквално состојбата на тие установи. Значи, министерот направи еден проект кој што ја на времето му го нареков проект Тоалет, и одеше по сите тоалети, по болници и ветуваше дека ќе направи нешто да биде нели убаво или да барем личи и да има услови за користење на тие тоалети. Поради тоа беа сменети голем број на директори, да се изразам така, и они одговорни лица кои што беа, и министерот ветуваше и брда и долини дека ќе биде сето тоа. Моментално состојбата ја гледате, значи има во планот нели за реализација. Реализацијата на програмата, да. Реализацијата на терен покажува нешто. Мислам дека состојбата на теренот, тоа што сакате да го кажете, покажува дека тоа е само една нула, дека од неговата програма за здравство не се остварени ниту 30%. Така да само овие работи кои што ги гледаме и уште ќе ги следиме, а подоцна и која ќе се влезе да се види сето тоа, мислам дека и заслужува сето тоа да биде видено, ќе видиме дека тој воопшто не остварува, дека тој е само една голема имагинација, неговите снимања и прикажувања во јавност кажуваат дека тоа е само популистичка една метода на прокламирање на здравствениот систем. Доктор Андоновски, вие сте еден од ретките кои што зборувате јавно, говорите за состојбите во здравството, критичар сте на актуелните состојби. Вие нели се плашите од вашите колеги од реперкусии? Вака, јас од моите колеги очекувам позитивни реперкусии. Или можеби и вие си правите политички маркетинг? Вака, мојот политички маркетинг, политиката на белиот мантил ќе ја застапувам бидејќи сум ја дал Хипократовата заклетва. Оној кој што ја дал Хипократовата заклетва треба да знае дека со што се соочува и што го очекува подоцна. Дали тој ќе одговара и ќе биде одговорен пред поколенијата, пред пациентите и сите оние кои што го следат неговото делување и стварање како еден лекар, мислам дека маркетингот е минорна ствар, бидејќи застапуваме политика на бел мантил, не политички. Политички може само да кажеме дека политиката би ни била потребна кон реализирање на целите, да биде се подобро. Јас во една... Добро е кон реализирање на титули. Да, секако се сложувам, но сепак дека политиката на белиот мантил и она што е Хипократовата заклетва треба сите да одговараме кон тоа и да бидеме одговорни кон тоа. При крај сте на специализација за педиатрија, ќе бидете педијатар. Ние говоревме, спомнавте вие за проблемот со педиатрите, дека нема дежурства за време на викендите, здравствените домови немаат, дека државата кубури со педиатри, во некои градови и воопшто ги нема. Тоа е резултат на тоа што долги години немаше специализации. Да. Колку време ќе биде потребно да се опоравиме од сето ова и колку време државата ќе ги и најмалите пациенти ќе ги трпат последиците од сето ова? Една работа треба да сватиме, таа е дека во моментот имаме хиперпродукција на тој кадар, бидејќи се свати дека ќе се деси еден голем вакуум, еден огромен недостаток на педиатриската фела. Не само на педиатриската, но сепак бидејќи сум таму, ќе кажам дека одговорно сакам да биде сето тоа, бидејќи и таа хиперпродукција на кадарот означува дека ќе има некој недостаток. Секако дека едукацијата и е квалитетна од страна на професорите кои што се наоѓаат на таа детска клиника и пошироко од каде сегде мораме да поминеме тие турнуси, тој процес на едукација, но ќе кажам дека ова тегне корени малку поодамна, бидејќи 10 годишен период и можда и повеќе, но сепак ќе кажам дека сега беше толку актуелно бидејќи немаше дозволено специализации и така натаму. Дури беше форсирано и оној како да кажам процес на приватна специализација, каде буџетите се полнеа накнадно и сето тоа доведе. Никој не им гарантираше работно место. Све сведоци она што се случува и околу целиот процес на специализација, каде ќе кажам министерот го извулгаризира целиот тој процес и не направи нас да се чувствуваме како да кажам на дното од професиите,
да не можеме да бидеме тие кои што се одговорни за здравството и здравието на народот, на нашиот народ, не сведе на, еве јас ќе се изразам и така, на ниво на актери, не миноризирам, но и актери кои што треба да одговараат пред камерите и да бидат следени и да се деградира личноста. Знаеме како одговори Хелсиншкиот комитет, знаеме како одговори луѓето кои што се одговорни за човековите права и слободи, знаеме сето тоа, но тоа се отиде во заборав и се само заглуши министерот кон тоа, се затвори и си го донесе закон. Која му е целта? Не знаеме, ќе видиме подоцна, но сепак бевме борци, се боравме да не дојде до тоа. Самите го знаеме, бевме и на комисии, имавме и колеги кои што јавно збореа, излеговме и на протести. Се направи сето тоа, но сепак се извулгаризира нашата фела. Не деградира тотално во овој период, отколку што е, еве да кажам, неговото владење на здравство. Сепак тој не е лекар, тој е правник кој што секако треба си го најде местото во правото или во политиката или не знам каде, но не му беше место да дојде во здравството. Да, еден од чекорите на актуелниот министар беше тоа што на некој начин си ги сврте лекарите против себе, наместо тие да му бидат компарираше, да, тој сојузници, партнери во неговата. Така, тој си дозволи да компарира правни книги и правната фела со здравието и здравната фела. И таму се работи за живот, но овдека знаеме грешките како завршуваат. Еден од проектите кои што во последно време, кој што беше најавуван на големо, а во последно време се става под тепих, е клиничкиот комплекс Мајка Тереза, кој што беше најавен пред 3 години, 2014, 2 години, веќе трета година, се сечеа ленти свечено, меѓутоа таму веќе трета година стои само дупка. Моментот нема ни трак од грандиозниот објект. Моментот на таа, како да кажам, помпезна и добро поздравена идеја за градба на таков комплекс, кој што секако ќе ги обедини и клиниките, и условите, и функционалноста на лекарската фела, за да може да делуваме соодветно брзо и да се спаси човечки живот, беше окей. Но сето она што се случуваше подоцна, само не наведе на едно мислење кое што го велам, еве пак повторно ќе кажам, ќе ги спомнам моите колеги. Ние го делиме сите истото мислење. Сега говорите како лекар. Да, ние го делиме истото мислење дека од тој проект, освен популистички момент, не остана ништо. Се уште стои она, како да кажам, руина или она дупка. Имав јас еден момент кога излегов и јавно проговорив за таа дупка од нека горе која што стои, која што требаше да представува едно здание кое што ќе кошта 70 милиони евра. Пари од Светска банка. Да, пари од Светска банка. За проектот веќе се дадени. Так, за проектот се веќе дадени 1.200.000, ако не се, и 300.000 евра направене као проектот, но еве министерот сакаше да биде, па беше предизвесен, како да кажеме, долг период, намерно ти Нова веќе пишуваше дека проектантот, архитектот е неколку пати абсент во Италија. Да. Тој најави дека проектот е завршен, дека има некакви си контроли, но сепак ќе кажам и мое мислење и пак ќе кажам мислењето на колегите, не говорам воопшто од аспект на она што некој сака да го политизира и така, имаат право да го направат тоа, бидејќи ништо не се случува и програмата не е извршена, значи тоа е една голема лага, само искажана пред народот, не јавно. Знаеме дека таму не е поклопено од страна на јавните сервиси, тоа се вакви храбри, како да кажам, телевизии кои што ќе одговорат на повикот и сака да ја прикажат реалноста на луѓето, да дојде до едно будење, ќе кажам дека мислам, мое мислење и мислењето на колеги, дека воопшто не е јавен никој на тендерот за градба на тој проект. И тука некако работите намерно стиша, министерот не е транспарентен, треба ги земе примерите од нашите соседи. Секаде кај што ќе се организира тендер од ваков капацитет и големина, сите се обзнаени. Зборам за Република Србија, зборам за Република Бугарија, зборам за Албанија дури, како кажа. Сето она што се гради и е нешто јавни пари кои што ќе ги плаќаат граѓаните многу години. Нели, се обзнаени и се јавно прикажани на сите гласи. Кај нас имаме молк и од страна на министерот и од страна на министерството. Воопшто никој не спомнува нити документација, нити тендер, нити како идат процесите, се сведува на лаги и као се контролира, од кого се контролира. Кажете, бидете транспарентни, кажете го тоа. Бидејќи сите верувам дека го очекуваат пуштањето на тој центар. Наместо тоа, министерот најави
изградба на уште еден клинички центар во Штип. Тоа е нешто што се најавува години 10 години уназад. да. Исто со пари од Светска банка, тоа се сериозни инвестиции кои што Пари кои што народот да. Сериозен ангажман. Колку е реално да се реализира сето ова или само станува збор за политички маркетинг? Не знам. Како што претходно спомнавме, нели вие наведовте дали е се во политичкиот маркетинг. Да, тој си има своја агенда и неговото раководство, целата таа, како да наречам, тајфа или екипа си имаат своја агенда политичка, каде со преку брейнвошинг, значи преку перењето на мозокот на овој народ, мисля дека се останува на власт. Не гледа да направат нешто квалитетно и корисно за народот, туку напротив, само е една борба за фотеи. Јас така би го кажал ако збориме кон оној дел кој што се вика политика. Мислам дека се бестијални моментите кога станува збор за некој проект кој што е 10 години најавуван да не дојде до негова реализација. Видовме дека повторно почна игри, тендерот се заврши таму, значи беше, мислам она што го нели беше и во јавност најавено, беше дека први некако некоја друга фирма се јавила, па сега некоја фирма блиска на македонска фирма и така натаму и така натаму. Остануваат пак дубиози, останува пак вакуум простор и нема никако високото тоа. Министерот оди постојано, значи се снима, отвара се челенти, не знам, прави и такви работи, значи пак е тоа популизм, но нема ништо конкретно. Деновиве исто така имаше низ медиумите, не е прв пат, значи ние новинарите, а и вие лекарите знаеме дека се пуштаат апарати кои што се веќе некогаш пуштени по 2, по 3 пати се сечат ленти, се преместуваат апарати од една болница во друга. Вака, значи, ако тргнеме од фактот дека ние имаме како лекарска фела или како медицинска фела, имаме свој, како кажеме, зашто лекарите не излеза да ги кажат? Вака, имаме предпоставен врв над нас кој е. Значи, тука го сврстувам факултетот, кој што е она кој што е наш двигател и она кој што е наш продуцент и она кој што не вади од тие клупи едуцирање, така, потоа доаѓа она лекарска комора, која што е исто така наш коректор, како да кажам, на нашето работење и на нашето однесување, на нашиот треба да ги штити кодекс, вашите интереси. треба да ги штити нашите интереси. Јас само како за компарација ќе ви споредам зашто и ние се уште молчиме. Факултетот во Штип, значи таму универзитетска веќе институција, добива 550 милиони денари за работење, а болницата во Штип добива 350 милиони за работење. Тоа е регионален центар. Таа Штипска болница е регионален центар кој што ги опфаќа сите целата околина која што гравитира кон Штип. Сега со патиштата, нели пошто ги прават и реконструираат патиштата, стигнувањето на пример од Кочани или не знам од Бер се за 20 на минути до пола час. Тој центар треба да одговори на тие потреби. Зашто за факултетот и универзитетот кој што се пар луѓе таму, не знам ни колку се, да не сега карикирам со бројки, може тоа да се провери, да го знаеме и научниот кадар, добиваат окави огромни средства за некој си развива, а не се развива болницата во Штип. Сега, по тоа наално да кажеме, сведоци сме да се однесе огромна апаратура по сите центри низ државава, да не ги спомнуваме сега, само ќе кажам дека Битолската болница, Прилепската болница, Кумановската болница, Охридската болница која што е нова, а не е функционална и се уште не функционира, или ќе наведам изјавите од одредени економски директори кои што сме свесни ќе кажат ги намаливме ние трошоци. Да, ги намаливте на сметка на неработењето, значи гранките како хирургија, како не работат, нема доволно плочки да се работи травматологија, ортопедија, нема доволно да кажеме конци за да оперираат и да шијат и така. Така се намалуваат трошоци, тоа е луцидно да се спомне таков еден факт дека сте ги намалиле трошоците, ама на сметка на што? На квалитетот на лекување. Сега, кога сме како премада, во медицината има едно правило и благодарение ни на научниците и на сето она што се развива, ние сме свесни дека технологијата оди многу напред. У моментот ние само што добиваме? Беше набавен голем тендер. Така, ние у моментот што добиваме? Сите тие апарати кои што стојат покриени, јас у еден навратит сето тоа го кажав и јавно, стојат покриени, се користат само за откривање и тоа е добро, нели ќе се истреше пршината од чаршафите, се покажува, зошто? се нема слика. Кој да работи со нив. Значи нема кој да работи со нив моментално, а веќе и опремата сме сведоци дека и застарува.
Затоа збора, медицината отиде нека многу да ја напред. раѓосува, ако стои Нека во да раѓосува. несоответни Ако погледнеме, да не ги сега набројуваме, можеби времето нема да ни дозволи, мислам дека треба да се остапи таков еден момент и простор за да се спомнат центрите во кои што се однесени. Има цел список која апаратура однесе. Сега сме сведоци дека таа апаратура само се сели за сликање и се открива. Еве сме сведоци за спиналниот центар, да го спомнеме и спиналниоот центар, кој што се отвара минимум колегите таму кажуваат више тие работи ли? Каде е сместен тој спинален центар? Кој работи таму? Што подразбира спинален центар? Офаќа повеќе, да кажеме, колку гранки. простории се тоа? Значи, тоа би требало Каде да се наоѓа? Таа се наоѓа на клиниката за хируршки болести, каде што сме сведоци дека само опремата се спушта и качува и се само слика. Седми пат, затоа сакам да ви спомнам. Тоа веќе седми пат. Тој спинален центар го чекаше малата Тамара. Так, малата Тамара почина, го чека, чекајќи да се отвори тој центар. Вие сте сведоци како медиуми дека излезе еден документ каде е претходно спречено за да Тамара се да. 4 месеци финансираната смрт. Верувајте, каде сакам и да го изразам и својот револт и заради што е мојата Кој борба. всушност оперира таму, сакам да ве прашам, бидејќи ако има лекари, тие можеле да оперираат и претходно. Ако работеле вака тешки лекарите можеа да оперираат, но беше се момент на популизам, пак ќе кажам повторно и политички маркетинг, да ете за прв пат таков случај се оперира, што не е точно. За прв пат таков случај се оперирало тука и тоа ќе беше помпа, тоа ќе се добиваше поен. Они така ги гледаат работите. Не ги гледаат работите како спасување на човечки живот. Верувајте ми. Сите сме сведоци и веќе го тоа уочим. Мислам дека народот е веќе свесен што се случува. А она кое што сакав да го кажам дека како револт, се уште постојат телефонски броеви за донации, па донираат луѓе пари, донираат фирми, донираат, не знам, добротвори и така натаму. Каде е она стапка која што се најави од фондот, дека не знам колкави средства се одвоени од страна фондот за праќање на луѓето за операции, за деца. Може секој да така, значи тоа сам кажа. Кај се тие пари што они толку помпезно ги најавија, излезе и директорот на фондот, излезе и министерот дека тие пари се направени за тоа, оставени за тоа. Еве видовме од зашто се направени, нас ни починуваат тие такви случаи, кои што немаат или пак ќе се отидат најнакрај што од тие пари пак ќе ги спомнам тие телефони и тие добротвори кои што ќе ги isfinansira тие такви. Народот ги собира парите и повторно, а државата не превзема никаков чекор за тоа. Болниците кубурат со медицински потрошен материјал, должници се на веледрогериите, тонат во загуби. Деновиве сме сведоци дека се случува смена на економските директори, се прераспоредуваат од една клиника на друга или пак се носат од надвор нови. Проект кој што и претходно се покажа неефикасен. Втор директор, економски директор. Дали на ваков начин ќе се решат проблемите со загубите на болниците? Секако дека нема да бидат решени тие проблеми. Долго време се збореше колку чинат тие економски директори таму. Долго време се кажуваше дека тоа е еден погубен момент и едно политичко решение за скрасување на, како кажам, заслужните политички кадри и нивно задоволување на апетити и така натаму, се покажа дека тотално погубно. Ние немаме позитива и позитивно работење. Само оптоварување на буџетите, а за тие нивни плати многу убаво знаеме колку може да се набави, што може да се набави. Се кубори со имаше и неколку пресови, мислам дека и вие офативте таа тема и благодарение на вас луѓето почнаа да дознаваат некои работи дека има недостатоци дури од антибиотска терапија, дури од цитостатска терапија и ред други работи кои што вие ги наведовте. Ја не сакам да зборам во овој момент, иако ги знаеме сите многу убаво бројките и цифрите, но сепак да кажеме што е негативно за народот како од страна на лекарскиот момент и она што се спроведува само популистички, а не се спроведува како решение за фелата и решение за пациентите. Бројките се огромни, можам да кажам дека со тие бројки кои што се спомнуваат можеше да се спасат и многу животи, можеа клиниките да ликуваат. Еве ќе ви кажам еден момент кој што бев сведок и кој што се баш случуваше у тоа време додека бев присутен на мојата детска клиника, каде се стави огромни постери во сите клиники, не само во детската клиника, во која што пишуваше доколку лекар побара од пациент да си купи лекарства за да му бидат ординирани на ќе одговара дури и со работно место, дури и со суспендирање, дури и со казна. Верувајте ми, ги снема тие постери. Луѓето пак повторно си ги купуваат своите лекови и препарати колку да ги има. Не збориме за интервентно нешто.
Ако се доведеме до тоа дереđа, веќе почнуваат да се климаат тие ситуации, спомнавте и оној недостаток на долговите на самите клиники и болници кон веледрогериите. Долгот е огромен. Верувате, пак не ќе да ги кажувам бројките. Иако им беа простени пред неколку години долговите, точно, пак повторно се намножи и акумулира и никаков оној како што го пак воведоа како решение, не знам, финансиска контрола. Финансиската дисциплина важи само за обичните луѓе и фирми, не важи за државните институции. Повторно се кубурат со милионски суми, ако верувате. Како човек кој што сега сте вклучени во бизнисот со лекови, како се реализираат тендерите во Министерството? Нели министрот најави централизирани јавни набавки кои што одат преку Министерството, дека секогаш ќе имаат предност на ефтините лекови, се губили во квалитетот, имали притисоци тука, имали, не знам... Кога за прв пат се воведе состојбата, или да кажеме правилникот и правилото да 100% биде пресудна цената за еден тендер, верувавме дека навистина ќе се ангажираат сите они кои што работат во оваква фела и кои што работат дури и со лекови, и со потрошен материјал, и со апаратура, дека ќе гледаат да се пронајдат, како да кажем, компании кои што ќе бидат пандан на големите компании и ќе донесат нешто квалитетно за пониска цена. За жал. Се случи ли тоа? Се случи онаму кај што фирмите, можам да кажам, беа со некоја си позадина. Политички беа на некој начин нивни компании, па тука се преговараше, па се дорисуваше, па барањето, па технички спецификации и така натаму. Ние сме сведоци, сме, како да кажеме, луѓе кои што се веќе долго години и вие и јас во таа, како да кажам, бранша, каде ги следиме сите случувања, видовме дека таму големите компании си замина. Значи, ние сме сведоци дека едни врни имиња во медицината и воопшто во производство на сето она што е медицинско, изборами како лекови, како опрема, веќе заминуваат. Тие представништва се тргаат од тука. Дозволен е еден момент, како што се вика, паралелен увоз на лекови. Уште поголемо дно, значи за се донесат лекови кои што коштаат по 2 денари или и така натаму и така натаму. Нивото со сомнително потекло кои што се произведуваат во Индија. Така, значи јас можам да кажам дека да, се бараат сите, нели, документи од страна на така наречената агенција за лекови, се бараат документи кои што би одговарале или да се користи тој препарат во Европа и така натаму, но сепак ја мислам дека и тука се замижува за одредени работи. Ако е веќе дозволен паралелен увоз, секако дека квалитетот е доста намален, дури квалитетот на опремата. Па сме сведоци дека и во опремата имаме фирми кои што само продале опремата, а немаат соодветен сервис. Кој трпи? Трпат пациентите, трпат и професионалците, лекарите кои што работат. А се бара услугата да биде дадена од страна на тој лекар и утре тој лекар ќе биде прозван или тој медицински персонал, бидејќи немал услов, а не луѓето тоа не го знаат. Слушајќи ги помпезностите и популистичките моменти и не знам парадирањето дека имаме не знам ова она, уствари тоа може и да не работи. И се случувало да не работи. И долго време да биде. Сега тука морам да ја прашам, има ли конфликт на интереси во вашата работа како лекар и како бизнисмен, човек кој што продава лекови? Значи јас себе не би се нарекол бизнисмен, пред себе се прво пошол од вокацијата дека сум лекар, моето семејство е лекарско семејство, кое што тегне корени од многу одамна, со децении, кој што сме сведоци дека сме помагале на народот и ден денеска помагаме. Значи за мене не е битно, може и да се случи сега да се зборува за тоа и да се каже у 4 часот сабале, да и 5 сатот сабале, дежурството ги спомнам. Јас работам во сфера која што се вика маркетинг. Значи не работам во директна продажба, не работам во комерција. Значи не сум оној кој што директно. Моја задача е многу убаво промовирање и презентација на еден одреден продукт. Сето она што останува за бизнисот е дали лекарот ќе го прифати, а тоа се веќе знаеме големи школи на маркетинг кои што може да го доведат, дали тој лекар е у состојба сето тоа да го препише, сработи и така натаму и така натаму. Затоа реков не сум ја усерата на бизнисот, али во рекламата и во тоа да. На Македонија се случува еден огромен одлив на кадар. Млади лекари се заминуваат, не се мотивирани надвор од државата. Има ли начин како да се задржат тие млади лекари? Значи, некаде бројка од 600 на луѓе, вкупно на луѓе. Екзодусот на нашиот народ и екзодусот на белиот мантил
можам да кажам, една трагедија која што ни се случува на нас. Мислам дека жалосно е да дозволиме да остануваме без кадар, па после да ни доаѓаат идеи, ги знаеме тие какви се идеи, дури за отварање на слободни здравствени зони кај што ние би увезувале, не знам, кадар или тоа се апсурди. Некако е нејасно. Не знам. Тоа ќе мора министрот да го објасни. Мислам дека тој проба да го објасни, но сепак јас и напишав во еден момент дека министерот секако не мисли да лекува таму, мисли да не бања или не знам, сакаше да прави спа центри и така натаму. Ги знаеме идеите кои се и какви и намерите мислам дека ги знаеме. Жалосно е да се одлива овој кадар. Ние толку години вложуваме во себе. Јас ќе кажам дека јас сум бил студент кој што во почетокот плаќал своја приватна едукација, нели, сум влегол подоцна квотата поради просекот и така натаму, сакајќи да и јас бидам еден, повторно ќе речам, еден од многуте кои што сакаат да излезат од државата, сум дури платил едукација и надвор, за да можам и да магистрирам, за да верификувам и светски призната диплома да здобијам. Можам да кажам дека сакав да бидам дел и од тие луѓе кои што отидоа да работат за многу поубави, поголеми, подобри услови, каде што секако нема да бидат деградирани, ќе се наградени за работа, да, секако ќе одговорат на работата совесно и спрема Хипократовата заклетва, бидејќи ќе се сигурно по 12-24 сати нели во една установа кај што секако сатисфакцијата ќе дојде и финансиски и задоволството од здравието и постигнатиот успех кон пациентот. Кај нас се уште лекарите знаеме колкави плати зимаат, дури сакаат да не ожигосаат и да не, како да кажам, стигматизираат дека сме луѓе кои што зимаат или примаат, не знам, одреден надомест или мито, како да го крстиме, па се правеа хајки, па се случува наши јавни повикувања дека тоа е вака, така, и големи стручњаци дури беа, како да кажеме, деградирани или попробано да бидат деградирани, па беа и судени, па беа и поставувани на зидот на срамот и ред други работи. Тоа е жалосно и поради таа причина младите наши колеги не го гледаат своето место и својата екзистенција во оваа држава, а тоа е жалосно. Ние за оваква мала држава која што треба да ја направиме, ајде да не се компарирам со многу големи држави, но да ја направиме еден мал рај за ова мало население кој што овдека живе, ние само идеме кон деградација на сите оние кои што се добри, успешни, кои што сакаат да работат и допринесат кон развивањето на државата. Ние ги бркаме надвор. 600.000 народ е многу за една мала држава и овој еден, како да кажам, народ кој што со векови е малтретиран, пак доживеавме да повторно бидеме и малтретирани и така натаму и така натаму. Дури споредив дека нашата фела е дури такво нешто се нема видено нити за владењето на Нерон, Калигула, Хитлер и не знам кој други. За сметка на тоа, државата води една политика на хиперпродукција на кадар, веќе 6-тиот универзитет од септември ќе се отвори. Тоа значи дека произведуваме, инвестираме во сите сфери, тука се и младите доктори, и дека државите надвор добиваат готов школуван кадар во кој што е инвестирано многу. Она што се случуваше со подпишувањето на штетните договори кон лекарите кои што треба да бидат задржани, тоа е еден невиден абсурд. Ако сакаме да продуцираме кадар кој што ќе остане во државата, треба финансиски да ги задоволиме тие луѓе кои што ќе работат и ќе го градат здравието и иднината на овој македонски народ. Ние не можеме да ги спречиме, вие сте сведоци како фела која што го будно следи, благодарение на вас се открии доста работи и се покажа. Ние не можеме да го спречиме она што се вика отварање на нови универзитети. Не можеме да го спречиме нивното отварање на слободни, не знам еди какви си зони. Сето тоа видовме дека стои онака и е за нечии цели. Не е за целите и за доброто на народот. И мислам можеме дека да го освртиме вниманието на младите доктори ако ги мотивираме. Само мотивацијата е она која што мислам дека има решение, секако дека јас би предложил свој решение за како би останал. Едно од тие решенија кои што сегде ќе прашате еден лекар, почнувајќи од не знам какво си мала ординациичка до поликлиники, до брзи помоши, до хирурзите ќе ви кажат како што
фелата правна или сега ова што се случува, нели пак ќе кажам и суставните и тоа, се гледа дека нема судство кај нас. Правната фела си направи една плата од 60.000. Зашто лекарите кои што немаат загарантирана плата? Зашто младите лекари не добиваат услови кои што се соодветни за да не одат да работат, не знам, по странство или не знам да работат ван својата фела и така натаму, да ги задоволиме, да ги сатисфацираме, да им дадеме добри услови каде што ќе можат да си го одработат своето парче леп и ќе бидат сатисфацирани им финансиски, им задоволството што пациентот ќе му каже. Зашто да не сме насмејани на вратите кои ќе пречекаме пациент со една насмевка да му кажеме како што се дешава во приватните клиники. Таму се задоволени, па го има таа насмевка, а кај нас е тотално, како да кажеме, еден момент на стампедо и очекуваш да сето тоа си задоволено од таква стампедо. Ви благодарам на разговор. Ви благодарам и на вас и на поканата и на доброденеста во вашата студија.